По уредувањето на канавките на регионалниот пат Росуман село Сирково, инфраструктурното уредување продолжи низ повеќе улици во Росуман. Имено во фази се реализира планот и програмата за инфраструктурно уредување, според кој во овој период се крпат повеќе ударни дупки низ неколку улици во општината. Во моментот се работи на улицата Илинденска, а позитивно на целосно реализирање на планираните активности, сега локалната гледа и со непреченото функционирање на Советот. Почнавме со крпење и на улицата Илинденска. Значи, едниот дел го закрпивме. Сега, денеска ќе го крпиме оној дел, значи, што е влезот, таму негде ширина од 4 метра, цела должина, како би водата која што од дождовите доаѓа не се собира тука. Значи, тоа не е еден проблематичен дел, а во текот на наредните денови ќе ја завршиме и другата страна која што има потреба, не можеме машинскиот и некаде има од 5 до 10 сантиметра само размак меѓу ивичњакот и меѓу асфалтот, да донесеме во ситуација на рамна површина и за во текот на наредната година, значи бидејќи оваа година не ни е ставена во програмата за работа за асфалтирање, за да во текот на наредната година со оној асфалт кој што е доволен за 2 до 3 сантиметра се надограде на сегашните 7 и таа улица верувам да биде без проблеми во наредните години. Во исто време завршиме со Павер Коцки улица на Илинденска 140 метра со ширина од 4 метра, така да кракот во тие дел кај што ни беше како да не речам оставен, го завршиме, со тоа ги исцрпиме и тендерските можности, односно парите уште од ланскиот тендер и веќе сме во фаза на распишување, односно бидејќи и Советот се работи, сме во фаза на подготовки за нови тендери за нови улици низ Росуман, Паликура, Сирко и Рибарци и секаде кај што треба. Во Рибарци ќе го градиме подпорниот зид кој што навистина ни прави проблеми и одводнувањето на водата, додека во другите места ќе прикрпуваме. Во Трстеник треба да заедно со фирмата која што стопанисува со мини хидроцентралата имаме договор кој што веќе сме во фаза, бидејќи заврши нивните градични работи, сме во фаза да го почнеме да ја почнеме постапката со мешовита комисија да испита колку оштетувања направија тие и кои места треба да се завршат и тоа ќе го направиме во текот на оваа година, че тоа ќе си биде нивна врска, нивен материјал и се она што бидејќи тие уништија со големата механизација и се напанаат да го вратат во првобитната положба и ќе ни остане, значи како што кажав, оној дел кај што одлуките на Советот на седмицата овозможија да можеме да почнеме постапки со 2-3 проекти кои што се многу важни и многу круцијални за општина Росуман. Центарот на Росуман исто ќе чека на уредување, на него ќе се работи со добиен грант. Стариот изглед според изготвениот проект ќе биде модернизиран со современо уредено централно подрачје.